Председателот на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов е осомничен дека ширел расистички и ксенофобичен материјал. Лупчо Ѓоргиевски е дел од истрагата на битолското обвинителство по поднесена кривична пријава, а за 4 дена мора да се појави и на распит. Во спротивно, присилно ќе биде спроведен. Поканата која стигнала до Ѓоргиевски ја пренесуваат бугарските медиуми, а од обвинителството демантираат дека тој е обвинет. Велат дека станувало збор за прибирање на докази. Постапката е во тек и се преземаат действија за проверка на сите околности. Действијата вклучуваат и распит на повеќе лица, зашто јавниот обвинител упати покани до лицето кој го наведувате, како лице пријавено со поднесената кривична пријава. Покани за да дадат исказ пред надлежен јавен обвинител ќе бидат упатени до други лица. До овој момент не е донесена одлука за поднесување на обвинение. Драмата со бугарските клубови се интензивираше во април кога цел бугарски државен врв дојде да ја сече црвената лента на официјалното отворање на Ванчо Михајлов во Битола, кој бил формиран пред 3 години. На тоа следуваа неодговорени прашања од Централниот регистар и Министерството за правда за тоа кој направил пропуст бугарските клубови да се именуваат со имиња на историски личности спорни за македонската историја. Поради тоа се изгласа и закон во македонскиот законодавен дом со кој бугарските културни клубови добија 3 месеци да го сменат името или пак ќе бидат затворени. Сепак, овој закон, барем според она што ни го кажа власта, бил донесен само за да се бајпасира ситуацијата кога граѓаните реагираат жестоко на оваа тема, а сега се подготвувал нов предлог закон. Но бугарските политичари не останаа имуни ниту на превремениот закон, па министерот за надворешни работи Николај Милков испрати заканувачки тонови дека сме морале да направиме отворените бугарски клубови да функционираат. Пред речиси 2 месеци Комисијата за заштита од дискриминација утврди дека клубот Ванчо Михајлов ги дискриминира и вознемирува борците на НОБ, македонскиот народ и етничките заедници. Председателот и членовите имаа 45 дена да ги отстранат сите спорни материјали во името, статутот и програмата која предизвикува вознемирување и да ги избришат сите Facebook статуси во кои се промовира ликот и делото на Иван Михајлов во рок од 30 дена, што исто така не беше испочитувано.